Добар ден, дневник на К3. Општина Куманово деновиве започна со поставување на бекатон плочки од поголемите сообраќајници во повеќе реони во градот, при што дел од улиците се завршени, а дел се во фаза на завршување. Ставени се бекатон плочки на вториот крак на улицата Никола Вапцаров и направено е балансирање на шахтите со тоа што се затвара и проектот за оваа улица. Во тек имплементација на проектите регулирање на постоечка патна инфраструктура и рехабилитација на горниот слој на коловозните патеки, тоа е санирање на неколку улици во градот. Голем дел од нив се завршени, а дел се во фаза на завршување. Ставени се бекатон плочки на вториот крак на улицата Никола Вапцаров со површина од 650 квадратни метри и направено е балансирање на шахтите. Со ова е завршена санација на улицата Никола Вапцаров, а за 10 дена треба да се отпочне со санација на 7,5 километри на улицата Црнотравска. Ова лето ќе имаме над 30.000 квадратни метри асфалтна површина, 17.000 квадратни метри бекатонски плочи. На некој начин ќе ги санираме тешките проблеми на комуналната инфраструктура, односно ќе ги задоволиме до некаде потребите на граѓаните. Особено у овој дел каде имаме узурпација на дивоград, имаме малку неурбанизирани површини, делови каде е тешко за изграда на комуналната инфраструктура, меѓутоа се обидуваме на оваков начин да ги решаваме проблемите. Меѓу најавените проекти е отпочнувањето на поставување 26 километри канализациона мрежа преку ИПА проектот, која ќе се одвива паралелно со реконструкција на горниот слој на местата каде ќе има изведба. Преку проектот акции во заедниците финансиран од британската амбасада кој го спроведува МЦМС и општина Куманово. Денеска во селото Горно Којнаре беше означен почеток на отпочнување на вториот дел од проектот поставување на бекатон плочки на 3 улици во ова населено место. Граѓаните го избраа овој проект преку дебати и благодарение на гласање. Околу 1000 жители на селото Горно Којнаре избраа два проекти за урбанизација на селото: асфалтирање на главната улица која реализира општина Куманово и поставување на бекатон плочки, проект на МЦМС финансиски поддржан од британската амбасада. Денеска отпочнува вториот дел, првиот дел е завршен од општината, вториот дел од проектот е 3 улици по 160 метри отприлике и така да изборот го направи МЦМС. Асфалтот на главната улица е со површина од околу 2700 метри квадратни, бекатон плочките се на 3 улици и за нив МЦМС и британската амбасада одвојуваат 2 милиони денари. Сакам да им честитам на сите. Верувам дека ова што заеднички работевме ќе им биде добра прилика на самото село, на општината да и во иднина практикува учество на граѓаните во носење на одлуки на локално ниво. Жителите на село Горно Којнаре велат дека активно учествувале во носењето одлуки и сметаат дека селото ќе добие урбан изглед. Цел еден период од неколку месеци со 3 сесии каде што имаше неколку идеи ова село да се разубави, да стане по-модерно, по-европско да кажеме. Овој пат ги користиме сите, значи најповеќе за превоз на деца, нема да има повеќе прашина вакво. Учествуваме на неколку сесии бевме и одбравме значи на асфалт и бекатон и супер е. Наскоро Горно Којнаре преку проект на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство ќе добија асфалт до обработливи површини и ќе се приклучи кон канализациона мрежа преку ИПА проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во Кратово се градат два значајни спортски објекти. Во тек се активностите за изградба на нова училишна спортска сала за основното општинско училиште Кочо Рацин, додека изградбата на комбинирано игралиште во село Кетеново е во завршна фаза. Кратово е град кој има богата и долга спортска традиција, а локалните власти постојано ги унапредуваат условите за реализација на сите спортски дисциплини. Во моментот во Кратово се гради нова училишна спортска сала за основното општинско училиште Кочо Рацин, а финишира изградбата на комбинираното игралиште во село Кетеново. Во село Кетеново веќе е завршено асфалтирањето, во завршна фаза е поставување на ограда, на рефлектори. Во дворот на основното училиште се гради училишна спортска сала за учениците од основното училиште Кочо Рацин, значи ќе се изгради нова сала во која учениците ќе можат да изведуваат својата обука по физкултура. Ќе користат ли гимназијалците оваа сала? Гимназијалците имаат друга сала која сега заедно ја користат со основното училиште и градот ја користи, значи екипата во мал фудбал, значи рекреативно. Сега ќе има мало растоварување
и мислам дека ова се објекти кои ќе бидат завршени во текот на оваа година и со нивното завршување секако дека ќе можат граѓаните да ги користат сите овие инфраструктурни објекти и ќе бидат од полза за нив. Повеќе наменското игралиште се гради со средства од Агенцијата за спорт и млади, додека спортската сала е финансирана преку владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука. Истите ќе ја надополнат спортската инфраструктура во Кратово, а надлежните ќе продолжат со усилбите да се овозможи развој на здрава нација и идни поколенија кои ќе бележат значајни спортски достигнувања. Акција за расчистување на дивата депонија пред влезот на населбата Перо Чичо. Ниту казните, ниту апелите, ниту видеонадзорот не ги спречи несовесните граѓани да фрлаат смет и шут на оваа локација. Откако ќе се исчисти, предвидено е да се пренамени за станица за мотокултиватори. Повторна акција за расчистување на дивата депонија пред населбата Перо Чичо. Откако ќе бидат изнесени шутот и сметот, локацијата ќе се огради со бетонска препрека и ќе биде поставен дробен асфалт, пошто предвидено е да се пренамени за станица за мотокултиватори. Апелирам дека ова ќе биде последен пат да ова место го чистиме, бидејќи тоа се пари на граѓаните, ги трошиме непопуларно, ги користат оваа позиција како дива депонија. Мислам дека со поставување на овие бетонски препреки дефинитивно ќе се стави крај на овој дел на градот. Ова идеја произлегла од потребите на граѓаните, но и на средбите помеѓу инспекцијските служби и надлежните од сообраќајната полиција кои сметаат дека со дислокација на мотокултиваторите ќе се отстранат тесните грла на неколкуте сообраќајници во градот. Со раководителите на секторот за сообраќај при МВР Куманово, значи беше договорено да тука биде како станица за мотокултиватори, затоа што истите се паркираат на површини кои се високо сообраќајни и се створаат тесни грла во сообраќајници. За оваа намена од општинскиот буџет ќе бидат потрошени приближно 200.000 денари, средства кои не беа потрошени од минатогодишниот распишан тендер за чистење на диви депонии и речни корита. 31-годишниот кумановец кој се обиде на нелегален начин да превезува мигранти се здоби со кривична пријава. Против МД 31 годишен од Куманово и ХД 22 годишен од Прилеп се поднесени соодветни кривични пријави поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење мигранти. На 9 април во 1 часот и 30 минути на клучката кај Демир Капија полициски службеници забележале две патнички возила Peugeot 206 управувано од ХД во кое се пронајдени 4 легални мигранти од Ирак и Seat Toledo управувано од МД од Куманово кој избегала во кое се пронајдени 5 легални мигранти од Ирак. Мигрантите се сместени во прифатниот центар за странци од страна на судија на претходна постапка. На ХД му е одредена мерка домашен притвор. На 10 април 2016 година во 21 часот и 40 минути на граничниот премин Табановце при пасошка контрола било констатирано дека МР 26 години од Република Србија е предмет на потрага поради постоење основи на сомнение дека е сторител на кривично дело кражба. Истиот е приведен и во 23:55 е предаден на полициски службеници од полициската станица Радовиш за понатамошна постапка. Поради технички причини денеска е одложено рочиштето на судскиот процес Диво населје во коим се суди на 29 лица обвинети за тероризам за случувања во Куманово 9 и 10 мај минатата година. Рочиштето за судскиот процес Диво населје во коим се суди на 29 лица обвинети за тероризам за случувањата во Куманово од 9 и 10 мај минатата година е одложено. Потврдуваат од Основниот суд Скопје 1, каде што се одвива судскиот процес, но и од полицијата која ангажира полициски сили за обезбедување на судот. Според неофицијални информации, одложувањето е поради намалениот број на припадници на специјалните сили во Скопје, со оглед дека рочиштата се одвиваат под силно полициско обезбедување, при што 29 обвинети се спроведуваат од повеќе затвори во земјава, каде што ја издржуваат мерката притвор до судот во Скопје. Дел од потребните полициски сили кои требало да бидат ангажирани во денешното обезбедување на судот, вчера итно биле пратени во Гевгелија за заштита на државната граница поради инцидентот со бегалците. Следното рочиште од Диво населје на кое повторно ќе се сослушуваат заштитени сведоци е закажано за 21 април.
Околу 120 планинари од Македонија, Бугарија и Србија учествуваа на традиционалната меѓународна акција Испосничка пештера во организација на планинарскиот спортски клуб Руен од Крива Паланка. На акцијата учествуваа 120 планинари од Кјустендил и Дупница, Република Бугарија, од Врање, Република Србија и од Куманово, Скопје, Пробиштип и Крива Паланка. Председателот на планинарско-спортскиот клуб Руен, Катица Борисовска, информираше дека најмладиот учесник имал само 7 години, а највозрастниот 73. Стартот на акцијата беше од пред зградата на локалната самоуправа на општината, преку село Дрење, место викано Калиманска чука, Расовец, па се до крајната дестинација Испосничка пештера на Свети Јоаким Осоговски во селото Градец. По завршување на акцијата беше организиран и ручек во дворот на црквата Свети Никола во село Градец. Борисовска информира дека учесниците биле презадоволни, импресионирани од прекрасните пейзажи на овој дел од Осоговието. Убавиот предел изобилува со богато културно-историско наследство, па покрај со Испосничката пештера на Свети Јоаким Осоговски, учесниците се запознале и со археолошкиот локалитет Градиште. Како резултат на меморандум за соработка подпишан од страна на планинарско-спортскиот клуб Руен од Крива Паланка, планинарските друштва Осогово од Кјустендил, Плавица од Пробиштип и Железничар 2006 од Врање, редовно се организираат акции во земјава и соседните држави. Следуваат акции за искачување на планинските врвови во Врање, потоа во Кјустендил и во Осоговскиот крај. Планинарско-спортскиот клуб Руен од Крива Паланка е формиран во 1977 година и следната 2017 ќе одбележи 40 годишен јубилеј од постоењето. Археолози од универзитетите од Саутемптон и Оксфорд во соработка со археолозите од Кумановскиот музеј го завршија 3-неделното истражување на локалитетот Костоперска карпа во Младо на Горичане. Завршија археолошките истражувања на локалитетот Костоперска карпа во Младо на Горичане, кои ги реализира археолози од универзитетите од Саутемптон и Оксфорд во соработка со археолози од Кумановскиот музеј. Во истражувањата преку комбинирани мултидисциплинарни техники се вклучија кумановските археолози врз основа на минатогодишниот договор на Кумановскиот музеј, склучен со трите престижни универзитети од Велика Британија, Оксфорд, Саутемптон и Единбург, информира директорката Анита Цветановска. Подпишавме договор за двата големи локалитета Костоперска карпа и локалитетот Црквиште Визијанус во селото Клечевце. Моментално, значи тука се присутни нивните археолози со дел од нивни студенти, како и студенти од Филозофскиот факултет од Скопје и нашите археолози од музејот, под раководство на Дејан Ѓорѓиевски, археологот од музејот од Куманово, кои што моментално работат на рекогносцирање на теренот на овие два големи локалитета. Значи поточно, бидејќи се работи за големи населби, кои што хронолошки не се поврзани, туку се од различни временски периоди, различни религиски и цивилизацијски изглед, се употребуваат методи, бидејќи работиме со врвни археолози од Велика Британија. I've been to Macedonia 3 times before. Бев во Македонија 3 пати досега, но прв пат истражувам. Ова е фантастично искуство. Се трудиме да најдеме нови откритија околу Костоперска карпа со употреба на повеќе методи на геофизичко снимање на теренот. Освен Костоперска карпа, ќе се истражуваат и локалитетите Визијанус во Клечевци и Градиште во Пелинце. Ситуацијата на македонско-грчката граница е стабилна и мирна по вчерашниот насилен обид за влегување на македонска територија од страна на бегалците кои се наоѓаат во кампот во Идомени, во кој беа повредени 23 македонски службеници, од кои 14 полицајци и 9 припадници на АРМ. Според раководителот на приватниот транзитен центар Гевгелија Зоран Лазаровски, ситуацијата во и околу кампот е мирна, како што и на граничниот камен 59 и дека во Гевгелија видливо зголеменото присуство на нашите безбедносни сили, кои се подготвени да интервенираат во секој момент во заштита на границата. Директорот на болницата Сретко Јованов изјави дека само еден од 23 повредени припадници на безбедносните сили поради сериозноста на повредите во пределот на гениталиите е префрлен на лекување во клиничкиот центар
центар во Скопје, а останатите 14 по санирање на повредите се вратени во своите единици. Нема повредени службеници од меѓународните полициски сили кои се на границата за обезбедување на протокот на мигрантите, информира Министерството за внатрешни работи преку соопштение во кое детално појаснува за вчерашниот инцидент на јужната граница. Во судирот оштетени се 3 возила на МВР и 5 возила на АРМ, како и повеќе полициски штитови и друга опрема. Околу 1000 лица според официјалното соопштение од МВР почнале со насилни протести на околу 100 до 200 метри десно од граничниот камен 59 со извикување, фрлање на камења и разни предмети. Во протестите полицијата и армијата употребила солзавец за да ги растераат мигрантите. Тајни агенти на Европол инфилтрирани меѓу мигрантите во Грција со цел да се спречи инфилтрација на оперативци на Исламска држава. Завојуваните страни во Јемен објавија дека ќе го почитуваат примирието. 4 лица загинаа во земјотрес што го погоди северозападен Пакистан. Вести од светот. Европската полициска агенција Европол распоредила тим покриени агенти во центрите за регистрација на мигранти низ Грција со цел да се спречи инфилтрација на оперативци на Исламска држава и да се намалат активностите на другите криминални мрежи. Роберт Шрепинко, словенечкиот директор на новоформираниот Европски центар за криумчарење мигранти, кој во рамките на Европол изјави дека 10 прикриени полицајци на тајна задача во моментов се стационирани на Егејските острови Лесбос, Самос, Хиос и Лерос, како и на пристаништето во Пиреја, со задача да ги проверат сомнителните имигранти и да ги споредат со базите на податоци на Европол во Холандија. Операцијата била договорена на итниот самит на министрите за внатрешни работи на Европската Унија по терористичките напади во Париз во ноември. Шиитските хути бунтовници владините сили поддржани од Саудиска Арабија соопштија дека ќе го почитуваат прекинот на огнот во Јемен, постигнат со посредство на Обединетите нации, а кој стапи во сила на полноќ. Над 6000 луѓе загинаа во повеќе од едногодишните борби меѓу двете страни. Во текот на овој месец во Кувајт би требало да почнат преговори за крај на конфликтот во Јемен. Хутите во 2014 година презедоа поголем дел на Јемен, вклучувајќи го и главниот град Сана. Најмалку 4 лица загинаа во земјотресот што со интензитетот 6,6 степени според Рихтеровата скала го погоди северозападен Пакистан во близина на границата со Авганистан. 2 лица загинаа како резултат на свлечиште во преминот Каракар, а други двајца при уривање на камена ограда во округот Чарсада во истата провинција. Американскиот геолошки завод соопшти дека епицентарот на земјотресот се наоѓал во близина на градот Читрел во Пакистан, на длабочина од 210 километри под површината на земјата. Потресот бил почувствуван во Исламабад и Кабул, но и во Њу Делхи во Индија, каде жителите во паника излегле на улици. Македонската репрезентација ја оствари првата победа на олимписките квалификации. Во Гдајск беше совладана селекцијата на Чиле со 30-27. Воедно нашите ракометари ја прекинаа серијата од 8 надпревари без победа. Македонија подобро го почна мечот и со трите одбрани на стартото од дуелот на Митревски поведовме со 5-2 и тоа беше највисоката предност во првиот дел, но ниту Чиле не успеа да намали на помалку од 2 гола. На почетокот на вториот дел Чиле со серија од 3 голови изедначи на 17-17, што беше второ по 2-2 на почетокот. По 20-19 за Македонија нашите ракометари направија серија од 7-1 за прво водство од 7 разлика и најава на победата од 30-27. Најефикасен со 6 погодици беше Костески, Миркуловски, Мојсовски и Манасков реализираа по 4. Македонија со 1 победа и 2 пораза групата ја заврши на третото место зад Полска и Тунис кои одиграа вчера, подобар противник беше Полска. Повлекување од националниот дрес по тешкиот пораз со Тунис, но подигрување на квалификациите за светското првенство што ќе се играат во јуни е дефинитивно за Филип Миркуловски. Со своите соиграчи и со репрезентативниот дрес се збогуваше и бекот на Умче Мојсовски кој стави крај на своето репрезентативно учество. Неуспехот во Гданс повлече оставки и криза во македонската ракометна репрезентација. Оставка првен си поднесе селекторот Ивица Обрвана како што пренесоа голем број медиуми. Свое повлекување од функцијата председател најави првиот човек Живко Мугаетов. Единствениот представник во елитното женско ракометно надпреварување ЖРК Вардар иако загуби на гостувањето кај Ларвик. Сепак успеа да се пласираат на завршниот турнир Final Four кој ќе се одржи во Будимпешта.
Вардарки со 2 разлика загубија на гостувањето кај Ларвик, но обезбедија место на Final Four турнирот во Будимпешта. Две ракометарки на македонскиот шампион се најдоа на топ листите на колото. Амадин Лејно имаше уште една фантастична партија меѓу стативите на Вардар, една нејзина одбрана избрана за најдобра на реванш четвртфиналните мечеви. Пикерот на Вардар, Ања Алткаус, која крена формата во последно време, го има вториот најдобар погодок. Откако славија на првиот надпревар во Романија, ракометарките на европскиот prvак будуќност нема проблеми ниту на вториот дуел со 10-куваниот тим на Баја Маре и славија со 32-25, со што се пласираа на Final Four покрај Вардар Њери Букурешт. Иако Баја Маре допатува со 10 ракометарки, сепак на почетокот тие го диктираа темпото и дури водеа на полувреме. Во вториот дел домаќинките на Газија и дадоа дури 19, а примија само 11 за победа од 32-25. Екипата на Golden State со 72 победа стигна и до израмнување на рекордот кој што го држи екипата на Чикаго. Ова се и преостанатите вести од меѓународен спорт. Golden State славеше на тешкото гостување кај Сан Антонио и направи историски успех забележувајќи ја 72-та победа со која го изедначи рекордот на Чикаго Булс. Golden State пред себе имаше голем предизвик да го победи Сан Антонио кој нема пораз на свој терен и да дојде до рекордот на Чикаго. Тоа и се случи, војните славија со 92-86. Ова беше 72 победа за Golden State оваа сезона со која го изравни рекордот на Чикаго од сезоната 95-96. Во последното коло од регуларниот дел Golden State игра против Мемфис пред своите гледачи и со победата ќе го мине Чикаго и ќе постави нов рекорд. Предводникот на победата над Сан Антонио беше Стеф Кари со 37 поени. Томсон реализираше 14, кај домаќините најефикасен беше Алдрич со 24 поени. Во рокот само 6 минути од 70-та до 76-та минута, надежта на играчите на Манчестер Юнајтед дека можат до изненадување на White Hart Lane се притвори во нов нивен пораз, овој пат од 3-0 од екипата која станува во игра за титулата во Англија. Деле Али, Тоби Алдервилет и Ерика Ламела беа стрелци на трите погодака со кои Тотенхем ги разби гостите од Манчестер за 65 бода по 33 одиграни кола, 7 помалку од лидерот Лестер на 5 кола до крајот. 5 кола во кои Спарс играа дома со ВБА и Саутемптон гостуваат кај Челси, Стоук и Њукасл. Юнајтед остана пети со 53 бода, 4 помалку од четвртиот Манчестер Сити. По победата минатата недела во Аргентина, Маркез продолжи со одличните возења, па така и за време на тренинзите и квалификациите за трката во Тексас беше најбрз. Втор на стартот беше Лоренцо, а трето пласиран Роси, кој на квалификациите заостана за скоро половина секунда. Маркез со оваа победа уште повеќе зголеми разликата во поени, а Лоренцо го престигна Роси. MotoGP караванот се сели во Европа за следната трка која ќе се вози на 24 април во Шпанија. Во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди и ветровито. Во наредните денови ќе имаме стабилизација на временските услови и пред нас е период на претежно сончево и надпросечно топло време. Тоа беше се што подготвивме за овој дневник, почитувани гледачи. Довидување.